Здраво живо, јас сум Димче и добродојдовте во уште едно мое видео. Во Македонија има толку многу напуштени станици, многу пруги, толку многу ресурси што не се користат. Например, пругите би можело да се користат за возење по нив, затоа што нудат неверојатно, уникатно искуство. А самите овие стари објекти, ако ги средиме малку, тоа би било нешто невидено. Прво, видете само колку убави објекти имаме, каква живописна сценографија, околината е преубава. Например, пругата од Велес до Кочани не се користи веќе 15 години, така стои, па би можело да се пренамени во место за рекреативно возење и во место за поврзување со природата и секако запознавање со убавините на Македонија. Јас сега пробав да направам прототип на точак, да видам како ќе оди тоа, па сега ќе го тестираме. Ова е прво возење, се надевам дека ќе биде успешно. И се надевам дека ќе се забавуваме. Па да одиме да пробаме да го возиме точакот по пругата, по шините, па ќе видиме што ќе испадне. И секако за овој проект мора да си кажам дека бараме спонзор, затоа што се потребни малце средства да се усоврши точакот и да се направи да вози многу поубаво. А ова е мојот пријател Даниел, или инженерот, творецот на овој точак. Идејата беше моја, јас имав од секогаш желба да се возам по напуштените наши пруги. Јас обожавам иначе железница, обожавам да се возам со воз, често пешачам по овие напуштени пруги и си помислив колку би било убаво да може да се вози по овие пруги, затоа што, знаете, пругите се нарамно, доколку се направи точак кој што може да вози по пруги, тоа би се возело многу лесно и би представувало неверојатно искуство и секако можност да се запознае Македонија од една невообичаена гледна точка. Па еве го, точакот е скоро готов. Ставивме тркалца мали напред, тркалца мали назад и ставивме една шипка за баланс. Па еве и првата проба со точакот. Мајсторот вози супер со точакот, меѓутоа се јавија некои мали проблеми. Ајде да видиме и другите членови на екипата како поминаа. Пречката се разлабави. Гледаш, не држи. Треба цевка да биде вода, не е проблем. Тоа имавме при раката веќе, затоа тоа оставим. Да. Цевка може добро ставим и напред има едно, да видам двете страни. Аха. Тука до таму ќе нема да има проблем никој. Да не оди ни надка, сега назад, многу се движи ова. Многу се движи, затоа не можеме да го возиме. Нема, тоа се витка и изместува. Да, не е круто како се. Не е круто, да. Не, ќе испадна, пази. Не, тоа е. Тоа е силијат. А без тоа, не можеме да го возиме? Не може без тоа. Те подигни ли за? Не можеш без тоа, немаш баланс. Зашо? И треба ова да држи, разбираш. Така нема да можеш да балансираш. Нема да можеш да балансираш. А малку ја пристегнавме шипката од едниот до другиот крај што оди. Кој што гледате се јавија проблеми затоа што се витка, не е доволно цврста и се решивме да го пробаме повторно. И одреден дел од пругата додека држеше шипката се возеше, значи е возможно да се направи. Како што гледате, јас успеав да извозам до некаде, меѓутоа не за долго. Нема поубав начин од тоа да се истражи Македонија на точак. Значи, така имаме премногу напуштени пруги, па можеме да ги користиме за овој вид на туризам. Односно, можеме да се возиме по нив.
а еве и како се гледа кога се возите на точокот по пругата. И морам да кажам дека возењето е прилично мазно и лесно се вози. Секако нашиот точок е прототип и се јавија одредени проблеми. Меѓутоа, ова е само прво видео, ќе се потрудиме да го направиме. Па еве видете како изгледа кога и другите членови на екипата го возат, па и кажете вие, кои имате некои предлози како да го усовршиме. Имавме неколку успешни возења, но секако воочивме и многу проблеми на точокот. Така што, за жал, се уште не е способен за долги патувања, меѓутоа ќе работиме на тоа. А еве и екипата која работи на прототипот на точек. Само не знам име треба да му дадеме. Видете каква екипа имаме. Имаме дури увозна снага, земавме да помогне. Странски инвестиции. Имаме и странци. From Spain. Значи, земавме и странска сила, се да се направи тоа. Ајде го и главниот инженер. Даниел, како оди? Добро. Добро, а? Значи, треба малку усовршување на точекот, нели? Дефинитивно. Сепак. Прототип. И да, треба малку инвестирање. Сепак ова е стар точак, ова се материјали што Даниел ги скрпи од кај најде, импровизиравме, да. Да. И тоа сме задоволни. Ма супер сме, да. Меѓутоа ние ќе се бараме спонзор за овој проект, така да ако гледа некој, сака да се уклучи, слободно, нека не се срами. Ќе му го ставиме, ете, името на фирмата, неговото име на точакот, тука може да стои, Ќе ще стои Макс, може да стои, не знам. Реклама, да, Место за ваша уникатна можност, да. Затоа што ни треба помош, очигледно треба да се инвестира малку во овој точак. Може би појак точак, може би, не знам. Меѓутоа, тоа е тоа. Ете, првото возење помина како што помина. Овој пат ве возам малку по пруга. Тоа е тоа, ви благодарам што го изгледавте ова видео. Не заборавајте да се претплатите. Доколку некој сака да се приклучи во овој проект за правење на возило со кое што ќе можеме да се возиме по пругите, нека ме контактира слободно. И тоа е тоа. Ние се гледаме во некое мое наредно видео. Ве поздравувам.